сега и секогаш и во вечни векови. О мир да се помолиме на Господа. Господи помилуй. За мир од небото и за Помина речиси и 30 на години, кога така да речам, за прв пат го посветив многовековниот македонски православен христијански храм, манастира Свети Архангел Михаил, распослан во едно многуте, така да речам, орловски гнезда, раштркани во Пилевската Кралимаркова средновековна тврдина, да направам документарен запис за овој манастир, за документарната програма како млад новинар, кога ги правев првите чекори во областа на документаристиката во тогашната радио телевизија Скопје, денешната македонска телевизија. за благочестивиот и христолюбив православен народ наш, за неговата држава и војска и Долги години, народски кажано, му се токмев да направам документарни записи за средновековните цркви и манастири распослани во Маријовско-Прилепската регија, Чебренскиот манастир, Маријовскиот манастир посветен на Свети Никола и Мираклиски во селото Манастир, Зрзевскиот манастир во селото Зрзе, десетината цркви од некогашните 70 распослани како орловски гнезда во Пилепската Кралимарковска средновековна тврдина, Свети Никола, Свети Петар, Свети Тодор Тирон, Свети Теодор Стратилат, Света Петка, Свети Ѓорѓија, Свети Кузман и Дамјан, Света Варвара и Свети Јован Продром и десетината новоизградени цркви и манастири распослани во североисточните падини на Селечка планина. за болните, страдалците, за оние кои се во робство или во затвори и за нивно спасение, да се помолиме на Господа. Почитувани мои, ете така да речам, ова моја намера ми се оствари неколку дена пред ова 2023 во Господово лето, кога по покана на манастирскиот одбор на новоизградениот манастир покров на Пресвета Богородица, распослан на 5-6 километри југоисточно од градот Прилеп, во непосредна близина на прилепското село Волкосело, кое ова духовно православно светилиште покрај празнувањето на Свети Трифун го празнува денот на осветувањето на камен темелникот на манастирот, 28 мај, празникот Успение на Пресвета Богородица, меѓу народот попознат како Голема Богородица, и празникот Покров на Пресвета Богородица, чиј патрон е на манастирот на 14 октомври, и за него да направам документарна репортажа. Како по стар обичај, кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, народски кажано, за Прилепа града тргна врано со новиот воз кој многумина го нарекуваат кинезот Цетунг, по поранешниот кинески државник Мао Цетунг, кој од железничката станица во Скопје во правец на Прилеп, според возниот ред секој ден поаѓа во 6 часот и 53 минути. Уживав додека патував. Речиси не забележав кога така брзо за неполни 2,5 часа возот помина низ Таорската клисура, движејќи се паралелно со реката Вардар, навлегувајќи во живописниот предел на Азот, низ колоритната убавина која со векови ја создаваа долината на река Бабуна и планинските горостаси, Мокра планина и Солунска глава, Мочур и Бабуна, застанувајќи за кратко во многовековното село Богомила, на Орешка чука, неуморно пробивајќи се низ, така да речам, 20 промилската штрмна желеничка делница од 20 на километри, се до Богомилскиот тунел, поминувајќи ја неговата 4 километарска должина за неполни 2 минути, попатно застанувајќи на желеничките станици во Стиражни, Слепче, Браилово, Сенокос, и точно според возниот ред во желеничката станица Прилеп пристигна во 9 часот и 37 минути,
каде што ме пречека еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери, антрополози, географи и историчари, а воедно дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријово филм, професорот Драгослав Миновски, и заедно со него за кратко време пристигнале во манастирот Покров на Пресвета Богородица, каде што не пречекаа ктиторите на ова духовно светилиште Никола и Љубе Спирковски, заедно со членовите на манастирскиот одбор. Денес е, би рекол, големиот православен христијански празник, Свети Трифун, и навистина чувствувам задоволство што со продукцијата Маријово филм представуваме во кругот, да речам, на овој православен храм с Покров Пресвета Богородица, кој што е се уште, да кажем така, во изградба и кој што зрачи со својата духовност и својата убавина од оваа висина, гледајќи го, така да речам, градот Прилеп. Во оваа прилика, на овој денешен ден, кога се наоѓаме во еден прекрасен православен христијански храм, би сакал да споменам дека ние, како држава, Македонија, сме мали, да речам мала држава по територија, меѓутоа имаме толку многу светилишта кои што по својата убавина и по својата уметност, по својата архитектура се ненадминати и по кои што светот нас не препознава. И тие светилишта се дел од нашата духовна и национална генеза. Тие ја символизираат нашата самобитност и нашиот национален и нашиот, да речам, духовен идентитет. Кога се наоѓаме во Прилеп на овој светол ден денес, јас би сакал да споменам дека Прилеп од секогаш градел и имал православни светилишта и од постар, но и од понов датум. Добре дојде Зоране и во ова наше македонско православно светилиште и за него да направиш една документарна репортажа најсетне од заслогот вечерната литургија, паутринската и свештеничкиот благослов на ручекот кој во чест на Мајка Богородица манастирскиот одбор го приредува за Свети Трифун во присуство на многобројниот соборски народ. Ми се заблагодарија Никола и Љубе Спирковски заедно со членовите на манастирскиот одбор. Ние овој манастир го наследивме од првиот титор, братичада ми, Добрила Мирчевска. Таа камен темелни кудри на 18 мај 2002. После тоа стагнираше 5 години. После 5 години, негде околу 5-6 февруар, почнавме да го градиме манастирот со брат ми. И до ден денеска градиме. Со помош на народов, со помош на другари овдека што се тио народ помагат од народ за народ. Ја спомнавте вашата братучета, како ќе го која основа овој, дали е пасон или како? И дојде 3-4 пати насон, дека нова место треба да се изгради манастир. И таа го почна. Твоето име беше? Никола Спирковски. А вие, господине? Тешко е ли да се били ктитор или е тоа благословена работа? Да се изгледа дека е благословена работа. Тежина не може да би нешто убаво се работи. Голема чест ми направивте за довербата што ми ја доверивте, што поголемиот дел од моите досегашни историографски, антрополошки и географски сознанија со кои располагам, копајќи низ архивите ширум балканскиве простори во изминатиот период, да им пренесам на широкиот телевизиски аудиториум преку продукцијата Маријово филм, а воедно да ги надополнам моите досегашни сознанија
со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од македонскиве простори, а и пошироко, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени делумно, фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење, за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правда заборавот, им се заблагодарив на манастирскиот одбор. Сдруженијето на резервни војно-брзници, учесници во вооружените действија од 2001-2002 година, сме домајчини под водство, да речем, на ктиторите Љупчо и Никола, а и претходно 12 може години уназад помагаме колку што можеме за ова нешто великно вакво место да го има овој сјај. Работата нас воопшто не ни е тешка, идиме овде со кеф. Значи во смисла тие се прави војници од војничка фамилија, и баш малце ни е чудно како тие да бидат титори на манастир. Славувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе, еден друг и си од наш живот, на Христа Бога да го предадеме. Почитувани мои, пред да ви пренесам дел од историјатот на новоизградениот манастир, манастирот Покров на Пресвета Богородица, кој се наоѓа на 2-3 километри југоисточно од градот Прилеп, и исто толку од прилепското село Волкосело, од заслогот, вечерната литургија, паутринската и свештеничкиот благослов на ручекот, кој во чест на Мајка Богородица, манастирскиот одбор и Сдруженијето на резервни воени обврзници, учесници во вооружените действија во 2001 година од Прилеп, го приредува за Свети Трифун во присуство на многобројниот соборски народ. Предлагам да ве запознам со историографските записи со кои располагам, копајќи низ архивите ширум балканскиве простори во изминатиот период за самото значење на Покров на Пресвета Богородица. Секој збор на црковната свест за неа е молитва кон неа, славословие за неа, Господ Христос и Неговата чудесна Богомајка, за молитвените чувства на православната црква се две нераздвојни битија. Нема православно богослужение во кое Пресвета Богородица не се слави и велича како Приснодева. Безбројни се стихиите, песните за неа, молитвите патени кон неа. Чудесното собитие на јавувањето на Божјата мајка се случило во првата половина на 10 век во Влахеринската Богородична црква во Цариград за време на византискиот цар Лав Мудри, кој владеел од 886 до 911 година. Овој храм го изградила царицата Пулхерија, жената на царот Маркијан. Подосна, царот Лав I Велики веднаш до овој храм изградил Параклис, кој во 469 година ја положил ризата на Богородица, за која направил и кивот од сребро и злато, кој го нарекол Светиот гроб.
Токму во овој пареклис секој петок спроти сабота се правело бдение во чест на Пресвета Богородица. Тука покрај облеката на Богородица се чувала незината женска горна облека, која освен телото ја покривала и главата, наречен омфор, и дел од незиниот појас. Со оваа горна облека Богородица е представена на секоја своја стара икона. Чествувањето на празникот Покров на Пресвета Богородица првично се воспоставува кај Руската црква во 12 век, каде што биле изградени храмови наречени Богородица Влахерна, за да потоа од руската земја овој празник се расширил по целиот православен свет. Преданието за празникот се говори во житието на свети Андреј Јурдиов, каде се опишува самиот настан кој се случил, заради кој и се воспоставил празникот Покров на Пресвета Богородица. За време на бдението, кое се извршувало кај Кивтот во Влахериската Богородична црква во Цариград, свети Андреј заедно со својот ученик Епифаниј се наоѓале во храмот. Во 4-тиот час од ноќта блажениот Андреј ја видел Богородица како влегува во храмот низ царската врата која водела од нартексот во храмот во придружба на мноштво ангели и светии. Кога дошла во близина на амфонот, свети Андреј му се обратил на Епифаниј и му рекол: „Ја гледаш ли Господјата и царицата на светот?“ А неговиот ученик му одговорил: „Да, оче духовен.“ И долго време Богородица со преклонети колена се молела, обливајќи го со солзи своето лице. После тоа дошла во олтарот, каде се молела за народот кој се наоѓал во црквата. Кога ја завршила својата молитва, го извадила од себе си својот блескав како молња омфор, кој го носела на својата пречиста глава, и земајќи го во своите раце, го расширила над сиот народ кој се наоѓал во храмот. Долго време омфорот ги покривал верните, а потоа, откако таа заминала, го зела него со себе, оставајќи му ја на народот благотта. Црковниот великодостојник, кој е востановувач на празникот Покров на Пресвета Богородица и автор на празничното пролошко слово, воодушевен од овој чудесен и несекојдневен настан, меѓу другото напишал: „Посакав пречиста Богородица да не остане без празник. Како што ти се милостива, сакаш да го украсиш честниот твој покров, украси ги со веселба и оние кои те прославуваат. И како што милостиво ги покри народите кои беа таму во црквата, така и нас, грешните твои слуги, покри не со покровот на твоите крила, рушејќи ги советите и мислите на сите оние кои помислуваат зло против нас. И спасувајќи не по милоста на Твојот Син во овој и во идниот век, и сите кои со страв и вера притекнуваат кон Тебе, а и оние кои на Тебе се надеваат на брза помош и застапништво. Овој настан кој се случил на 14. октомври во првата половина на 10. век во Влахеринската Богородична црква во Цариград, православната христијанска екумена го воведува како составен дел на многобројните богородични празници, чие име го носи новоизградениот Приливски манастир, посветен на покров на Пресвета Богородица. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј.
si svet Bože náš, i na Tebe slava Ti voznesuvame, na Otca i Sina i Bogorodice Devo, raduj se, blagodatna Marije, Gospod s Tobою, blagoslovena si Ti žena, blagosloven Bog čreva Tvojego, jako spasla rodilo jesi duš naših. Bogorodice Devo, raduj se, blagodatna Marije, Gospod s Tobою, blagoslovena si žena, blagosloven Bog čreva Tvojego, jako spasa rodila jesi duš naših. Така, деца, от кръсто да не си бегате. Колко можете, с трите пръста, челото колко удриш по-силно, толкова те свети от дух. Колко въздух го правиш кръстот, толкова той нечестивия игра в нас. Ова го има Свети Симон от Болейши в Сърбия. Какви брошурки прави. Ти ще бе жените бешами не забрадени, не ги допри заглата. Една минути не ме допри, ти не си забрадена. И трудете се песните, не е смешно, нити странно да си викаете. Исусовата молитва. Не можеш да читаш, нямаш време. Удиш, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй ме, мене грешните. Пресвета Майко, спаси ме. Колко повече си го вириш, толкова е Господът. Да видите колко обучен люди. сега и секога, i во вечни векови. Манастирската црква Покров на Пресвета Богородица е еднокорабна градба. Се наоѓа на 2-3 километри југоисточно од Прилеп и на 2-3 километри од селото Волкосело на местото викано Чалма. Почната е со градба во последната деценија на 20 век, кога е поставен камен темелник на Мал Параклис од страна на ктиторот на манастирот Добрила Мирчевска, а браќата Никола и Љубе Спирковски како абанет од ктиторот на 28 мај 2002 година со осветување на камен темелникот, извршена од митрополитот Петар во сослужение на свештениците од Прилепското наместништво во присуство на многобројен соборен народ, двајцата со секојдневна работа, со мала помош од другите лица, 11 години, тула по тула, камен по камен, герамида по герамида, со јажина кревана, по скали на раце носено, со своји средства и дел, донации, продолжува со градење еден новиот храм, чие негово зоографисување е започнато во 2014 година од страна на Благоје Атанасовски, историчар на уметноста, советник, конзерватор во Заводот и музеј Прилеп во Прилеп, со одобрение на неговото правосвештенство митрополитот Петар, целосно архитектонски изграден и осветен на 13 октомври 2018 година, кога православната екумена го празнува споменот на свети Глигорий, просветител, епископ ерменски, споменот на светиите маченички Гарјана, Рипсијана и останатите 35 монахињи и споменот на свети Михаил, прв митрополит Киевски, од страна на митрополитот Преспански Пелагонински Петар, во сослужение со свештениците на Прилепското црковно наместништво, во присуство на многобројниот соборски народ. Одека до нас се наоѓа Благоја Атанасовски, историчар на уметност, советник конзерватор во Завод и музеј 40 години, моментално во пензија. Јас тука сум присутен од повеќе причини, не само како верник, него и како
сликар на фреско живопис во црквата, работам со одобрение на неговото високо преосвещенство митрополит Петар на општина Прилеп во одредени цркви, така да и тука мислам во уназад имам работено доста живописот, иконописот на иконите кои се најдуваат на иконостасот, се моје дело и сум горд и сакам да ги пофалам титорите двајца, ние сме многу добри пријатели, комши од цел живот, така да тие вложија голем труд за да ова денес биде тука во оваа состојба и да народот го посетува и свет храм и да ужива во сето тоа. Значи Прилеп е еден од најпознатите градови каде што изобилува со историски споменици на културата и така натаму, постои Охридите и така натаму. Значи ние во нашата општина поседуваме со локалитети многу познати од област на археологијата. Цркви да не спомнуваме, значи Прилеп е еден од најпознатите од византискиот период кој екзистираат црквите и ден денес и ние, јас како стручно лице кој работи во Завод и музеј Прилеп во таа област на заштита на конзервацијата на живописот и на фреско и на иконописот. Значи ние поседуваме изобилие, богатство, но за жал државата, се морам да кажам така, значи не навлегува во политика, но од кои причини, можеби и од финансиски причини, не обрнува големо внимание на заштитата на тоа наше богатство, но во границите на можностите ние успеавме колку толку да го зачуваме нашето културно и историско богатство во областа на археологија, во областа на историја на уметност, на живопис, на иконопис, исто така и да се изградат и нови градби како ова денес што се најдува тука и мислам дека може да се гордееме ние со сето тоа. Небото и земјата, ниту една јота или црта од законот нема да се измени, додека не се... При вечерните сончеви зраци, милувајќи ја местноста Чалма, пред се манастирскиот комплекс, покров на Пресвета Богородица, ја навестува празничната атмосфера на православната екумена посветена на Свети Трифун, а од приградските населби на градот Прилеп и од градот под Марковите кули, градот Прилеп, како бисер гердан се зареди народ во правец на манастирот. Манастирскиот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, предлагам да проследите дел од видеозаписот од пригодната вечерна празнична прослава, од заслогот вечерната богослужена литургија, од благословената вечерна трпеза, што ја организираа членовите на манастирскиот одбор, издруженијето на резервните воени обврзници, учесници во вооружените дејствија во 2001 година од Прилеп, во чест на Свети Трифун во сослужение на пароскискиот свештеник. Ще молим сја о благовидном и христолюбивом православном роде нашему державе, победе, пребивани, мире, здравие и спасение, кој Господу Богу нашему најпаче поспешите, пособите му во се и покорите под нозе го всякаго врага и супостата. И ще молим се, оже сохраните сија тому храму сему, сија те обителе се, всякому градо и стране, оглада губителства, труса, потопа, огња, меча, нашествено племеников и меѓусобни брани, Боже милостиво и благоветливо, бите благому и человеколюбивому Богу нашему, отвратите всяких гнев на недвижими, избавители од належащаго и праведного проштенија и помиловати ни. Ще молим се, а јоже слушати Господу Богу глас моления нас грешни и помиловати нас. Изјаш нас и Тиби, сам благослови хлеби сија, пшеницу, вино, елеј умножи сија, во граде се, во сјате обителе се, и о всем мире Твоем и вкушајуштија од них веднија осјати. Јако Тие си благословјаја и осјаштаја и сја ческаја Христе Боже наш, и Тебе славу восилаем со безначалним Твоим Отцем и всесвятим и
благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Господне, да придет на вас, того благодати человеколюбием всегда, ныне и присно, и во веки веков. Оной, što te gi isполни и поучи, той najgorem te se nareče. Во царството небесно. Еве патувам 30 години низ Република Македонија, на сите наши убави македонски села, за славите во црквите и манастирите. Еве тука сум денеска на заслугот на манастирот Покров на Пресвета Богородица. Твоето име и презиме? Спире Ристевски. Од каде си родом? Од Прилеп. Значи стар готвач, што се вика. Што спремаме вечер? Со колбаси денеска. Така. За колку мина отприлike вака? Околу 150 души денеска. Така. Сега, кога ги прашувам куварите, како е рецетата за ова гравче? Колку отприлike сака? Од многу мина рецетата не ја кажуваат, пошто вела дека ќе ти го украдат занатот, понавод кажано. Не, занатот, само треба да се онади. Клаваме ние, например, околу 2-13 килограм клаваме. Така. Промиче му подпражуваме морковче, колбасите ги подпражуваме, тура, натри, масло, црвена пипер. Тоа е, гравче. Ова да те прашам, кој ти е тебе куќна слава? Мене Свети Никола. Свети Никола, зиме, така? Зиме. Така. Може ли да се причетиш кој беше помнат, како беа детите обичаите за Свети Никола, за Великден, за еве да речеме во Прилеп, за старата слава Свети Никола? За старата се збираа гости, за вечера најмногу. Само сега Свети Никола дојде сите да видат во Прилеп Свети Никола и се намали и гостите. И на подобро. Што е тоа што те влечи, еве вака, секогаш да се озвиваш, така речено, кога ќе те поканат во нашите цркви, македонски манастири, да дојдеш да готвиш? Добро, тоа е православието, верата, сакаме да дојдеме. Тоа е. Кога ги прашувам готвачите, многу ми ме велат, пред се доаѓам за здравје на мојата фамилија. Така е, сите за здравје идиме за фамилијата. Нека е дено за новогодини, туку викаат, велат по старите, остави го кумо да си готви да не му загори јадењето. Кои лежат тука и насекаде во православието. Убавчина да лета. Господи, помни. Нека си крчката. Полека нека си. Сега малце од прашката. А исто така и утре ќе се готви ручек. Да, утре ќе се готви исто гравче ќе биде со колбаси.
За отприлike колку гости? За утре околу 170, рекол е, за вечините. Така. Денеска 130, околу 150 има. Така. Имаме фазма да нема помалци. Така. Така. Секоја година си оде Готвачи. А скоро секој. Задоволни ли се домајчините? Па за да мога тоа е бара. Така е. Ајде да се ми здрави жив. Господ здраве нека дава за сите. Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Почитувани мои, предлагам пред да го проследите видеозаписот од утринската богослужба и свештеничкиот благослов на ручекот кој во чест на Мајка Богородица, што ја организира членовите на манастирскиот одбор, извршението на резервни воени, обврзници, учесници во вооружените действија во 2001 година од Прилеп, во чест на Свети Трифун, во сослужение на парокијскиот свештеник Отец Кире, да ви пренесам дел од многобројните црковни историографски записи на православната екумена посветена за Свети Трифун на еден од непознатите не само во македонскиве, балканскиве, туку и во светскиве размери, антрополози, географи и историчари, а воедно дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријова филм, професорот Драгослав Миновски, што неуморно ги истражува изминативе години, копајќи низ архивските оставштини од многу учени луѓе, патопици, крстерејќи низ вековите што изминале во продолжение на оваа репортажа. Во врска со големиот денешен празник, православен христијански празник Свети Трифун, јас би сакал да кажам дека овој ден е денот кога лозарите прв пат во календарската година излегуваат во лозијата, ги засекуваат лозите, а пак Свети Трифун закопувал факел во земјата со цел да почне растапувањето на снегот. Се смета дека со доаѓањето на Свети Трифун доаѓа пролетта и доаѓа убавината, да кажам така, и љубовта, се буди природата и се буди љубовта меѓу луѓето. Во врска со Свети Трифун постојат многу обичаи, многу приказни. Се сметало доколку заврне дожд на Свети Трифун дека сливата ќе роди, снегот може да изненади, меѓутоа тоа би бил со беричет. Инаку, Свети Трифун според легендата е роден во местото Кампсади во Фригија и живеел во 3 век. Бил дете од сиромашни родители и за корка леп се мачел и ги чувал гуските од богатите мештани. Меѓутоа, Господ го надарил со уште од млада возраст со исцелителна моќ. За таа негова исцелителна моќ или моќност дознал и тогашниот римски император Гордијан, чија што ќерка Гордијана била болна и лекарите не можеле да ја помогнат. Стигнала до него информацијата дека, односно лошите духови скажале дека може да ги протера само Трифун. Гордијан не знаел кој е тој Трифун, меѓутоа ја ангажирал војската да го најдат кој е тоа момче и војската за брзо време го пронашла. Ова дете, да речам така, надарено со Божја дарба, го донесте кај царот, ја излекувал неговата ќерка и се разбира дека царот за таа голема работа што ја завршил за неговата ќерка, го наградил со многу подароци, скапоцени. Меѓутоа, детето било скромно и на враќање во малоазиската Фригија, тие негови подароци што ги добил од страна на Гордијан, ги разделил на сиромашните луѓе и пак продолжил да работи како чувар на гуски од богатите мештани. Инаку, православниот христијански празник, православната црква, го слави како символ на младост и на доследност кон христијанските традиции. Се смета дека православниот христијански празник Свети Трифун е заштитник на лозарите и на градинарите, меѓутоа и покровител на меанџиите. На иконите можете да го сретнете со сорче за режење лозија и со наметка како чувар на гуски. Обредното закројување, значи на лозијата, почнува на Свети Трифун и се смета дека тој е последен празник, версија од зимските, односно прв пролетен празник. Во многу места низ Македонија, во некои градови, како во Прилеп и во Охрид, например, Свети Трифун, православниот христијански празник Свети Трифун, се вика Свети Трифун пијаницата. Рано наутро попот одел во црквата, пеел молитва и светел вода. И за таа вода луѓето сметале дека е лековита и дека има лековита моќ и дека од неа се протерани духовите, со таа вода ги прскале лозијата. Има една традиција дека во Тиквеш, значи рано наутро на овој ден,
прво ги засекувале лозарите лозите и ги полевале со едно шише вино, со благослов, Господе, ти давам едно да ни вратиш 1000. Во селото Ваташа, пак исто така, на овој ден, кога се закројувале, кога прв пат се засекувале лозите, луѓето се тркалале низ лозијата со цел символично да се тркалаат така и бочвите. А пак попот во кругот на самата црква закопувал запален факел со цел да се забрза заминувањето на зимата. Благословен Бог наш всегда, нине и присно и во веки веков. Амин. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю небесни, утешителю душе истини, же везде си, ся исполнай, сокровище благих и жизни подателю, приди всели сия в ни очисти от всякия скверни, спаси блаже души нашия. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас, святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас, святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи нашия, Владико, прости беззаконија наша, святи посети, исцели немощи наши, имене Твојго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин. Ајде сите заедно, Отче наш, да се кажеме. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како и ние што им ги проштеваме на нашите должници, и не воведувај не во искушение, но избави нас од лукавиот. Јако Твое е царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа, нине и присно и во веки веков. Амин. Мучени Твој Господи Трифун во страдани својим венец пријатне тлени од Тебе, Бога нашего. Имејај Бог крепост Твоју, мучителе ни изложи, сокруши демонов немощнија дерзости, толку молитвами спаси души нашија. Се закројува во илузов насад, со благодата на пресиот Твој, да, ти ќе пресветиот Твој дух, името на Отецот. Амин. Амин. И Синот. Амин. Амин. И Светиот Дух. Амин. Сегда нине и присно и во веки веков. Амин. Не говориш и деде, дај ми подели. Ајде, коле, ваде ги ти. Да само имаше, значи, ајде со ножицата, да. Окото на секој добронамерник, праќајќи го својот поглед во правец на хоризонтот на местото викано Чалма, како дел од Селечка планина, не може а да не го забележи манастирскиот комплекс покров на Пресвета Богородица, која раскошно блескотеше по зраците на прилевското сонце. Уште и сутрината како бисер гердан се зареди долга колона на разнолики возила и врв улица народ во правец на манастирот. Манастирскиот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, предлагам да проследите дел од видеозаписот од пригодната утринска празнична прослава, од утринската богослужена литургија, благословениот манастирски ручек, што ја организира членовите на манастирскиот одбор, изложението на резервни воени обврзници, учесници во вооружените действија во 2001 година од Прилеп, во чест на Свети Трифун, во сослужение на парохискиот свештеник Отец Кире, во продолжение на оваа репортажа. Господи, јави сја нам, благословен гради во имја Господне. Господи, јави сја нам, благословен гради во имја Господне.
Господу помолимся. О все требующие Бога помощи и заступления, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владичицу нашу Богородицу и пресную Деву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, нине и присно и во веки веков. Аминь. Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи все православным християнам нашим, нас сопротивия даруяй, и Твое сохраняй, крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи святым православным християнам нашим, нас сопротивния даруяй, и Твое сохраняй, крестом Твоим жительством. Господу помолимся. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови го, лепо пченица бабиново, и умножи го во во свето место, во во село, во овој град, во целиот Твој свет, постојано и сега и секогаш и во веки веков. Господу помолим се. Во слава и чест на светиот мачени Трифон, Тие принесуваме, Христе Боже наш, оваа бескрвна жртва, прими ја на Твојот на небесен и мисловен свој жртвеник. Во името на Отецот, сите кажи и Синот, и Светиот Дух. Господу помолим се. Слава и чест на светиот маченик Трифон, Тија принесуваме, Христе Боже наш, оваа бескрвна жртва, прими ја на Твојот на небесен и мисловен свој жртвеник, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Господу помолим се. Во слава и чест на светиот маченик Трифон, Тија принесуваме, Христе Боже наш, оваа бескрвна жртва, прими ја на Твојот на небесен и мисловен свој жртвеник, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, сегда нине и присно и во веки веков. Учествувавше и вечашеся, молитеся ко Господу, помилуватися душа нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвалу, мучеником радование, Иже проповед Троица единосущная. Исаия ликуй, невай, невочеве, и роди Сына Еммануила, Бога же и человека, Востоки я Ему, Его же величаю, Тебе уважаем. Помилуй не Боже, по Твојата голема милост и се молиме, услиши не и помилуй. Уште се молиме за милост, живот ми, здравје и спасение. На чедата Божи, Илчо, Филип, Јордан, Љупчо, Оливера, Снежана, Леонид, Рубин со фамилијата, Гоце со фамилијата, Благоја со фамилијата. Господи, помилуй. Робет со фамилијата, Саше со фамилијата, Орде со фамилијата, Кире со фамилијата, со фамилијата. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мере ме донесе да дојдам на гости
во новоизградениот манастир посветен на покров на Пресвета Богородица, кој се наоѓа во непосредна близина на прилепското село Волкосело, на празникот Свети Трифун, да ги надополна моите, богами и вашите сознанија за неговата неодамна изградба, за неговите ктитори, за неговите 4 слави. Почитувани мои, го остави соборниот народ да си го празнува православниот екуменски празник Свети Трифун, посветен на закринувањето на лозијата со едно ново видување само Господ на сите нам, саде живот и здравие да ни дава.